На Република Македонија одиме во студиото во А1, студио 2. Билјана Сокуловски и незините гости. Повелете, Билјана. Благодарам, Тања. Добро вечер за моите гости. Ким Мехмети веќе беше гостин во А1 вестите. Добро, и што задоцне малку мојот пријател Изет Меджитов, и не може баш така дрзок да бидам кон Дуи. Да. Изет Меджити од Дуи, Флора Кадрију, Нова демократија. Што рече Ким Мехмети? Дека има информација, дека вие зад грбот на гласачите, на јавноста, на граѓаните, всушност сте направиле коалиција со ВМРО ДПМН. Чесно е да го објавите тоа, вели тој, јас потполно се слагам. Не само тој, да бидеме по-конкретни. Не, да го мислам вечерва, дека албанските политички партии манипулираат со албанските гласачи затоа што не им кажуваат со која македонска партија сака да ја реализираат својата програма, влегуваат во владини коалиции без да кажат со што влегле, кои програми, и затоа и реков дека албанците и кога гласат за своите партии, тие исто како да гласат за македонските партии. Да, ако гласате за Дуи, гласате всушност за ВМРО. Тоа е неговата теза. Добро, ја не мислам така. Тогаш само ќе се навратам малце порано, 2006 по автоматизам ние требаше да бидеме во влада со ВМРО. Тогаш ние бевме победници како и секогаш. Но баш изборите 2006 и формирањето на владата ВМРО ДПА, значи го покажа спротивно. Добро, може би имате нова политика. И сега мислам дека Дуи, единствен стратешки партнер на Дуи се албанците, и на нас ни е битно, мислам, да испаднеме пред гласачите и на овие избори да испаднеме победници, и не е многу релевантно за Дуи дали ќе биде кој од политичките партии ќе победи од другата страна, бидејќи ние бевме тие што принудивме и издвоивме, значи за прв пат во Република Македонија да има предвремени избори 2008 година, за да се почитува принципот двете мнозинства да формираат влада. Флора Кадрију, имате ли вие планови од Нова демократија? Со која партија би евентуално би коалицирале? Значи, демокрација е помеѓу народот, се разбира, и за народот, за граѓаните. Значи, сметаме дека е потребно да се концентрираме повеќе во делот на пружањето токму на оние мненија кои што сметаме дека е потребно да ги запознаеме, значи, граѓаните со самата платформа, односно програмата предизборна, што истата предвидува. Добро, вие критикувавте владата на ВМРО ДПМН. Да, може да се заклучи дека би одбиле евентуална коалиција. Меѓутоа, тоа сакам да кажам, нам ни е важен гласот на граѓаните и според тоа, значи, колку ќе бидат мандатите, се разбира кој ќе победи, како ќе победи, ќе се види воопшто со кого би дошло да се создаде онаа коалиција која што е потребна и неминовна, нели, од македонскиот и албанскиот дел. Ким Мехмети, сега само да ви кажам нешто, и тука и во двата овие става има манипулација со албанците. Тоа се тврди следното, дека ние ќе ја почитуваме волјата на македонците и која партија ќе победи, со таа правиме коалиција. Ако се работеше по тој принцип, волјата на српскиот народ беше Милошевиќ 20 години, но никогаш албанците од Косово не соработува со него. Како може вие да ја почитувате волјата која што е против албанскиот народ, како што е конкретно таа волја што стои зад Груевски? Но и постојано велите дека сте разочарани од ВМРО. Да, и затоа и друго, кога волјата на албанскиот народ е 89,99% против Груевски, чија волја застапувате вие во власта? Чија волја? Ако јас немам ништо против. Добро, ајде нека ви може да одговорам на Али Ахмети да се заљуби во Груевски, но не сме таа љубов да ја прогласи дека јас сум има легитимитет од народот. Добро, ајде порека се одговорам. Значи, воопшто нема никаква манипулација, затоа што доколку веќе претходно се говореше за еден вид на коалиција, да речеме предизборна помеѓу ВМРО, ДПМН и Дуи, тука јас сосема
джентлменски договор, тука се согласувам апсолутно, затоа што веќе претходно се забележуваат сите оние механизми кои што се употребуваат. Значи 3 години на власт, знаеме дека ВМРО и министерот за финансии апсолутно не овозможуваше да албанските граѓани, односно службеници, добијат, да речеме, решение за работа или пак да имаме отварање на нови работни места во толков голем број како што тоа денес се случува. Меѓутоа тоа се случува Бунарчи квотетот. Да, меѓутоа ова сега би сакала да кажам. Тој принцип го кај албанците ќе ви дозволам многу што сакате ти да. Само тој принцип го промовираше ДПА, а го запечатија и го институционализира другарите од ДУИ. Добро, јас само сакам да кажам дека ова е многу забележително, значи секојдневно слушаме за вакви случувања, на кога господинот Ким Мехмети вели дека 89% од албанците се незадоволни од самиот премиер Никола Груевски, се разбира од политиката и реализирањето на политиките, значи на ВМРО ДПМН, тогаш тука јас би рекла можда и повеќе од 90%. Апсолутно се согласувам. Меѓутоа ние сме биле тие кои што целовремено како политички субјект сме укажувале на оние лоши политики на оваа влада која што ја имавме досега. Затоа велам дека нема манипулации, меѓутоа јас може да манипулирам доколку речам дека ете македонската партија, да речеме, ќе биде ВМРО на следните избори која што ќе победи, иако што лично верувам дека опозицијата ќе биде таа која што ќе ги победи изборите. Меѓутоа ете да речеме дека е ВМРО и да речеме дека демокрација е победува. Значи тука веќе се создава она принудно коалицирање кое што би требало, доколку имаме став дека е потребно оние партии кои што имаат поголем број на пратеници да живеат. Јас не живеам принудно во Македонија. Јас живеам доброволно. Јас исто не сакам македонците да прават коалиција, да речеме, со некоја партија што има антимакедонски ставови. И значи не може да коалицира, не може. И по која логика албанските партии може да прифатат коалицирање со антиалбанска партија каква што е ВМРО? Ајде изедмечити, дали е антиалбанска партија ВМРО и дали се согласувате со овие тези на Ким Мехмети? Значи тоа што може сакам уште еднаш да потврдам за Демократската унија за интеграција. Најбитно ние да победиме на овие избори, како и на другите избори до сега, во овие 10 години, бидејќи легитимитетот го црпиме од албанските гласачи и мислам не сме опторетени со тоа што ќе се случи во македонскиот блок, тоа е нивна работа. Како не сте оптеретени, како не ви интересира во евентуална влада ви интересира? Добро, сега ДУИ беше во коалиција 2002-2006 со СДС и тогаш ова го велевме и сега кога бевме во коалиција и сме со ВМРО ДПМН. Но овие години многу гласно инсистиравте дека сте разочарани, дека барате влез во ЕУ и НАТО и дека тоа не ви беше дадено од страна. Ова сега надворот тоа што прашавте порано. И тогаш и сега го велиме дека за нас се битни албанците. Од таму го црпиме легитимитетот и тоа не е најбитно. Другото ќе видиме кои ќе бидат резултатите од изборите. Значи не е само малку да се надоврзам. Значи заради дилемата на господинот, почитуваниот господин Ким Мехмети, значи проблемот не е во тоа која македонска партија победува. Проблемот е во тоа како е пристапот на албанците при самото формирање на коалиција. Затоа што албанците се оние кои што прифаќаат да бидат на власт без да се прифатат нивните програми и сето она што тие го ветиле пред граѓаните, односно електоратот, од кој што го земале вердиктот и легитимитетот за да бидат на власт. Значи токму затоа демокрација е кога веќе говорам и велам не сакам да манипулирам со граѓаните, значи која и да е онаа македонска партија и доколку ние сме победници би прифатиле, меѓутоа доколку самата програма која што е од демокрација е се потврди дека ќе влезе како владина програма. А ние денес се соочуваме со владина програма, чиста на ВМРО ДПМН, без прифаќање на ниедно барање на албанците, затоа што тие барања не се составени дел од самата програма. Само сакам ова. Многу е важно за мене која македонска партија ќе ги добие изборите. Јас само нешто не навлегувам. Македонците имаат право да ја изгласат и нивната најшовинистичка партија. Но нема легитимитет ниту една моја албанска партија со таа антиалбанска партија мене да ме легитимира. Ова е проблемот. И ова не е проблем на ДУИ, на нова демокрација. Ова е проблем од 90-та година налака.
Исто као што ние албанците може да создадеме партија кај што ќе речеме вака, ќе има ваква програма, дека сакаме да ги уништиме македонците. И што мислите? Ама на пример, па пазете една ствар. Волјата на српскиот народ го држеше Милошевиќ 20 години. Не беше тоа против волјата на српскиот народ. Некојаш народот е совран. Има право да одбере и партија која што е антиалбанска. И што правиме? Ќе влеземе во влада? Сериозна закана се и ДП и Руфи Османи, неговата нова партија. Можна ли е коалиција Нова демократија и ДУИ? Знаете што? Или пак можни се сите коалиции, кај што и тоа што го рече сите овие партии против ДУИ. ДУИ. Што? На крај краишта и македонската партија и албанската се одмеруваат вака. Јас сум ги добил изборите, на пример, кај албанскиот број. Ова е мојата програма. Но претходно, многу коректно, ниту една партија за овие 20 години албанска не им кажала на албанците врз база на кој договор е влезена во власт. И затоа тоа е чисто вазалство. Тоа е чисто вазалство. Затоа се соочуваме со имате вие и сега, па ние сме граѓани ова земја кај што за 2 сата можеш да ги посетиш сите куќи. Јас знам тачно и која албанска партија со кого планира посакува да направи. Ако е тоа така, не е ништо срамно вие мене да ми кажете као албанец дека наш партнер контактибилен, по-рационален е следниот. И јас тогаш кога ќе гласам, нема да постојат вакви разочарувања. Ние гласавме ДУИ најмасовно. Затоа што имаше предизборна програма анти-ВМРО и после се збратимија за ВМРО. Тоа веќе е резултат на ова. Сите партии така. Јас се извинувам. Има 3 опции за кои го прашав Ким Мехмети во вестите и сега е важно и вас да ве прашам. Опции за програмата на албанските партии: целосно спроведување на рамковниот договор, нов договор меѓу македонците и албанците или пак можеби федерализација. Кој од овие 3 опции е вашата? Само една реченица може. За некој да ми зборува, не дозволувам во мој присуство да се зборува за Охридски договор за реализирање. Еве зашто. Првин треба да ми каже кога се поместени роковите, со кого се договорени нови рокови, кои се страните што го потпишале тој нов договор. Рамковниот договор требаше да биде затворен 2004. Каде е обзнанено во ова земја дека рамковниот договор се пролонгира за следните 100 или 200 години? Каде е обзнанено дека тој договор е постигнат меѓу релевантни партии? Значи зборуваме за договор кој што не постои во ова земја и со кој што само се залажуваат албанци. Добро, еве ДУИ нека објасни господинот Меджити. Точно е дека се пролонгирани роковите, но ние цврста 100-200 години вели Ким Мехмети. До сега 100% не е реализиран рамковниот договор. Тоа не значи дека ние треба да се откажеме од Охридскиот договор. Значи не барате нов договор, тоа е важно. Останувате на целосна имплементација на Охридскиот. Да, остануваме на целосна имплементација, не барате нов договор меѓу македонците и албанците. Дозволете, мислам. Добро. Ние сме за целосна имплементација на Охридскиот договор. Тука се интеграциите и економија. Тие се 3 главни точки во нашата програма со кои ќе испадеме и на овие избори. Добро. Флора Кадриева. Значи, тоа е и во нашата програма на демократија. Посетувате ли нов договор? Токму тоа што или го е доволен спомнав рамковниот? И претходно, дека е потребно, значи, на маса да се стави и да се најде еден заеднички јазик и разбирање се разбира и прифаќање, значи, на оние диверзитети кои што ги имаме помеѓу нас. Значи, од тука ние сметаме дека Охридскиот рамковен договор и покрај тоа што се спомна дека навистина немаме никаква имплементација на ниту еден од столбовите, значи, на Охридскиот рамковен договор, сметаме дека како меѓународен политички договор би рекла, значи со присуство на токму на представници од меѓународниот свет, значи дека истиот представува една база. Меѓутоа тоа не значи дека тој треба да се ревидира како што е сега, туку напротив да се надградува пред. Затоа сметаме дека албанците се значи елемент основачи на оваа држава и како станавме ВМРО-вци, се сакаме да надградиме. Значи како чекори само во 200 како елемент, значи основоположник, основачи на самата држава, потребно е, значи, пред се да имаме реформи во самиот устав, измени во преамбулата, затоа што
самата преамбула да не се ни дава залагате до знаење дека самата држава е граѓанска и дека сите граѓани, без разлика на нивната етничка и религиска припадност, се еднакви во оваа држава и пред законите и пред државните институции, органи, регулаторни тела и така натаму. Дали ќе ви успее? Тоа се нашите барања, значи авансирање на самата позиција, а со тоа се разбира еднаквост на сите граѓани. При тоа, со тоа ќе се овозможи токму исполнување на едно од барањето и принцип кој што е од Охридскиот рамковен договор. Јазикот, затоа што употребата на јазикот знаеме како е. Па и символите и се поред. Имаше еден прилог на вестите, Ким Мехмети веќе кажа дека смета дека се можни крвави инциденти. За жал се апелираше тука во студиото тоа да не се случи на изборите. Еве имавме вест, значи демолирани биле штабовете на СДСМ, на Обединети за Македонија. Очекувате ли, господине Меджити, крвави инциденти? И правите ли се за да ги спречите? Значи, откако е во политичката сцена, овие 10 години, Демократската унија за интеграција, кога дуе во власта, значи немало и нема да има значи инциденти за време на изборите, бидејќи во принцип значи тие се инициирани во повеќе случаи значи од власт. Не случајно кога ние сме на власт нема такви инциденти, бидејќи ние не сме заинтересирани значи со полнење кутии, со фалсификување, туку сакаме реален да црпиме реален легитимитет кај албанците со кој што ќе се повикаме на наредните 4 години. Има една вистина, дека секојаш кога Дуи биле на власт, бар кај албанското население, никогаш не се чувствувал тој притисок као со другите партии, кај што дури алфите биле приклучени. Но сега мислам дека ќе се случи нешто друго. Сано не зборувам само критика заради критика. Верувате ме, не го зборувам. Го зборувам тоа за тоа што ме интересира албанскиот блок и сите блокови тука. Во овој случај мислам дека можно е да има, ради тоа што Дуи нема никаква контрола на власта. И заради тоа што и затоа сме малку загрозени ние албанците, оти многу лесно може да не инсценират. Оти порано ние знаевме кој ни го правеше тоа, како се викаше тој бившиот ваш оној заменик министер за Рефет Елмази. И ние знаевме дека сите сме собственост на Рефет Елмази. Може да не тепа како што сака, може да не собере во бачило еден по еден. Сега ние не знаем. Сега не чувствувате сигурност и заштита од Дуи? Па токму тоа. Дуи е многу фино тоа што не е наметнува, не ја зголемува температурата, тоа никогаш не го правила, не употребувала алфи за тоа. Но бар да ги контролира алфите, да не ни ги пушти некој стојко таму, па да испадне после оти тука секојаш преку тепачките кај албанците, македонската страна ги скрива. Добро, дали гарантирате дека ќе контролирате територијата? Мене извести ми гарантира и знам дека мене... Не, добро, мислам, тоа што е наша цел, значи на овие избори сме заинтересирани да добиеме, но честно да добиеме, значи мнозинство кај албанците и не бегаме во ниту еден случај по ничија цена, значи од овој принцип. Тоа што Ким така мисли, он е аналист, мислам има право на тоа да мисли. Можда имам лоши професии. Но добро, не треба да гарантирате некаква сигурност. Добро, тоа ќе барате од луѓето од внатрешни работи, сигурно не од мене. Не, добро, представниците. Значи, јас зборам за принципите и мислам дека и овој пат ќе успееме во тоа. Добро, Флора Кадрил. За разлика од двајцата господина, се разбира дека јас имам различно мнение, затоа што може да се каже реално дека Дуи кога била на власт единствен период е 2005-та, значи 2006-та, извинете, кога имавме значи избори, затоа што 2001-та веќе беше војната, нели? 2002-та друг некој бил на власт. Сега имавте 2009-та локални избори. И без разлика не говорам за локални, говорам за значи парламентарни сега во инциденти во сите. Меѓутоа, во однос на парламентарните, значи ова е веќе втори парламентарни. Но во делот каде што господинот Ким искажа дека ете токму самата лабилна позиција, она анемичност, она конфузност, оној сервилитет кој што го има Дуи, значи во владата со ВМРО од ДПМН, јасно е, да, воопшто, значи без слух, без говор, од тука Дуи не беше реално овие 3 години на власт.
Она стартираш. Значи, можно е да имаме некои, би рекла, по индиферентна позиција на ДУИ, меѓутоа се ставаме во прашање што ќе се случи со македонскиот блок и можноста на соработката ако веќе постои со ДУИ и помошта која што би била евентуално и така натаму. Меѓутоа, она што јас би сакала да кажам и што сметам дека би требало да биде апел е да имаме фер и демократски избори. Најважно е понудата, гласот, тоа е интимно право, значи уставно загарантирано на секој граѓанин, така што за сето она што ќе се случи понатаму сметам дека власта треба да биде одговорна. Се разбира дека другите не треба да инициираат такви случувања. Значи, уште еднаш збориме за сите избори, сите се значени, значи имаше локални избори. Добра, не да не се враќаме во минатото, сега за овие избори поговориме и за стравувањата. Разликата е во тоа што ДУИ знае, значи, да понесе и пораз и со тоа, како што беше случајот во Тетово и Гостивар, битни општини, но во никој случај значи, во ниеден случај не размислувавме, значи, да посегнеме со силата да тераме. Ви благодарам што бевте гости во Студио 2. Мораме да завршиме. Изед Меджити, Флора Кадриу, Ким Мехмети. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно. Ви благодарам што бевте дел од А1 вестите, а вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.